Го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, господинот Зоран Трајчевски. Господине Трајчевски, сега кога и официјално партиите се договорија за избори на 11 декември, агенцијата го почна мониторингот на медиумите во предизборниот период. При тоа ја укинавте методологијата за мониторинг на медиумското представување, донесена на 26 август, и се вративте на она кое што беше претходно донесена во јануари годинава. Во што е разликата меѓу овие две методологии? Методологијата што беше укината го фаќаше периодот 80 дена пред избори, во кој што период медиумите со последните измени на изборниот законник имаат обврска да известуваат избалансирано. Бидејќи во законот не беа предвидени правила за тоа што значи избалансирано известување, агенцијата одлучи да го искористи францускиот модел, каде што во Франција надвор од изборниот период се мери балансираноста, и тоа го преточивме во методологија. На барање на политичките партии, односно нивниот меѓусебно подпишан договор, побараа да се врати методологијата од 5 јануари оваа година. Разликата помеѓу овие две методологии е тоа што во оваа методологија што е сега на сила нема дефинирано критериуми за тоа што значи избалансирано известување 80 дена пред избори, и начинот на оценување дали некој медиум ќе известува избалансирано или не се остава на волја на членовите на ад хок комисијата. Тоа ги става во малку незавидна положба медиумите, бидејќи не постојат правила кои што за жал во претходната методологија што бараа партиите да укинеме беа дефинирани. Медиумите има јасна представа, ги знаеа правилата и знаеа како треба да се однесуваат. Со ваквиот договор во најтешка положба се ставени медиумите, бидејќи за овие 80 дена во делот на избалансираноста не постојат критериуми. За време на изборната кампања принципот за избалансираност е законски утврден и во тој период ниту агенцијата, ниту ад хок телото нема да има проблем да дефинира кои медиуми известувале, односно не известувале избалансирано. Господине Трајчевски, како очекувате да се однесуваат медиумите со оглед на досегашното искуство? И порано имаше казни, имаше опомени за прекршување на законот, меѓутоа тоа не ги исплаши медиумите да се вклучат во кампања за едните или за другите. Медиумите имаме ние буквално со медиумите секојдневна комуникација и соработка. Мислам дека ја имаат сватено тежината на задачата која што ја имаат во овој специфичен период на сериозна политичка криза, и се надевам дека ќе одговорат на овој сериозен момент со квалитетно известување, почитувајќи ги професионалните новинарски стандарди. Ние мониторингот почнавме да го правиме, премногу е мал периодот, кусе периодот сега за да извлекуваме заклучоци како се однесуваат медиумите, меѓутоа гледајќи ги првите денови од кога почнаа да се бројат 100 дена од саботата, гледаме сериозни позитивни поместувања кај сите медиуми во однос на начинот на известување. Се надеваме дека таквиот тренд ќе остане и дека ниту ад хок телото, ниту агенцијата нема да имаат потреба да изрекуваат казни. Господине Трајчевски, што очекувате од работата на ад хок телото за мониторинг на медиуми? Како ќе изгледа вашата соработка со ова тело? Односите помеѓу агенцијата и ад хок телото морам да нагласаме дел од агенцијата, значи не е нешто што е надвор од агенцијата, и по законот членовите на ад хок телото ги предложија партиите, а ги именував јас како директори. Те имаат тука просторија, ги имаат техничките услови за да може да функционираат. Принципот на работа е едноставен. Стручните служби на агенцијата, засилени со надворешни соработници, ќе прават мониторинг на медиумите во различни делови од тие 100 дена на различен број на медиуми во моментов на националните радио и националните телевизии. Ќе подготвуваат извештаи за 10 на секој 10 дена, тие извештаи ќе ги доставуваат на ад хок телото, ад хок телото врз база на тие извештаи ќе може да донесе одлука дали тие наблюдувани телевизии, односно радија, известувале избалансирано или не во тој период од 10 дена. За други видови на прекршувања на изборниот закон, како што е непочитување на забраната за
платено политичко рекламирање, непочитување на забраната за имитување на реклами на државни органи. Ако такво нешто се констатира, не се чекаат 10 дена, туку веднаш се известува ад хок телото да предложи, ако има прекршување на законот, мерка кон медиумот. Првиот пат опомена, а веќе наредниот пат парична казна. Беше ли неопходно формирањето на ова тело при постоечка агенција со која што вие раководите и особено ако се има предвид дека токму ваши тимови го вршат мониторингот, а не тимови на адхок телото? Не беше неопходно се формира адхок тело за да се врши изборно медиумско мониторирање на медиумите, дека на ваков начин се изврши директен упат на независноста на регулаторот, но политичките партии одлучија дека ваквиот начин, ваквото тело ќе допринесе за спроведување на фери демократски избори. Ние нема да представуваме пречка како агенција, им стоиме на располагање на членовите на адхок телото со целиот капацитет за да се спроведат изборите на најдобар може начин во делот на медиумското представување. Можно ли е за само 3 месеци, колку што е ограничен периодот на постоење на ова привремено тело за мониторинг на медиуми, да се подобри медиумската слика во земјата? Мислам дека адхок телото со ништо не може да допринесе кон медиумите за да тие почнат да се однесуваат професионално. Тоа е почитувањето на професионалните новинарски стандарди е секојдневна обврска на медиумите. Значи нема потреба да се формира адхок тело за да медиумите ги почитуваат професионалните новинарски стандарди. Дури во овој изборен период и да не ги почитуваат, тоа значи нема да биде ниту вина на адхок телото, ниту вина на агенцијата. Треба да се самите медиуми да бидат свесни за својата улога што имаат во општеството, веќе тие не представуваат само обични трговски друштва, туку представуваат телевизии кои што имаат пред се јавна улога и треба да го почитуваат јавниот интерес во општеството и да известуваат за различни ставови и гледишта и за сите настани што се случуваат во општеството. Така да ниту 100 дена, ниту 200 дена, ниту едно, ниту две адхок тела не можат да допринесат за тоа медиумите да известуваат или не известуваат избалансирано. Тоа треба да биде одлука на самите уреднички тимови на медиумите дека почитувањето на професионалните стандарди е секојдневна обврска на секој медиум, не само во Македонија, туку во целиот демократски свет. Законската регулација на медиумите беше една од болните точки на преговорите помеѓу политичките партии во Пржино. Ако тврдите дека имаме законска регулатива, односно закони кои што се усогласени со европските стандарди, зошто тогаш се уште постојат непрофесионални медиуми во Македонија? Значи, прво јас не тврдам дека има европски закони, тоа е факт. Значи, законот беше изработен, односно двата медиумски закони беа изработени со помош на ТАЕКС експерт госпоѓа Сандра Башич Хрватин. Подзаконските акти сите беа изработени со ИПА проект 2009, за кој што беа одделени 450.000 евра од страна на Европската комисија. И беа изработени подзаконските акти исто така со повеќе експерти од земји членки на Европската унија, така да тоа се факти, не станува тврдење на поединци дека законите се европски или не се европски. А за тоа зошто имаме непрофесионални медиуми, одговорот ви го дадов во претходното прашање, одговорот треба да го дадат самите медиуми, бидејќи со закон е забрането мешање на регулаторот и на сите економски и политички центри на моќ во уредувачката политика на медиумите. Дали воопшто е можна саморегулација на медиумите во услови кога уредувачката политика е под директно влијание, барем кај одредени медиуми, под директно влијание на политичките и економските центри на моќ? Па видете, овој проблем со непочитувањето на професионалните новинарски стандарди не е нов од вчера или од пред една година, тоа е еден долг процес кој што постојано оди по надолна линија, но имам впечаток и би сакал да не се лажам во тој впечаток дека конечно и самите медиуми сватија дека мора да престанат со таквиот начин известување и да почнат да ги почитуваат професионалните новинарски стандарди. Она што го гледаме последните денови од кога почнаа 100 дена на најгледаните збора национални телевизии и радија дава надеж дека
таа точка пресвратна е стигната и дека во иднина ќе имаме подобрување во оваа сфера. Господине Трајчевски, ви благодарам за интервјуто. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за 7 дена.